Па здраво. Здраво. Добро дојде во втората сезона од нашите муабети, така ги викаме. Во Култура Бета, бидејќи е муабет, не е ниту интервју, не е ниту некој поформален разговор, туку баш некој опуштен муабет за нештата кои ги правиш во животот. Конкретно денес повеќе ќе зборуваме за новиот роман, го имаме тука. И се радувам што со тебе ја отвараме новата сезона во еден ваков поинаков формат од тоа да сега што го имаме. Тука мислам и на самото тоа што се појавуваме со видео формат на новија муабети, но и со некој план што го имаме за понатаму овие подкасти да бидат со некој редовен термин неколку пати во месецот. Фала ти, Андре, фала што ме викнавте и баш ќе ми биде мило да си правиме малку муабет. Накратко ќе да представам. Верувам дека ќе слуша некој што не те знае, иако минатиот месец не беше лик на месец и колку толку те представивме со биографија и со поезија, не читаше и на поетска епизода. Но Милена ни е поетеса, писателка, уредничка во издавачкиот центар 3. На крајот на минатата година од печат излезе твојот прв роман, дебютантски, Ронлива. А пред речиси деценија е издадена твојата прва стихозбирка. Да, иако таа повеќе остана во фиока отколку надвор што се продаваше, ама сепак ми отвори пат, така што ми е многу значајна и ми е многу драга и можеби некогаш би направила некое реиздание, би ја обновила. Ќе зборуваме повеќе за овие работи понатаму, но би почнал од нешто последно што се случи, односно пред објавувањето на романот, ја доби наградата Антев Златник на манифестацијата Антево перо. Ти беше доделена тебе и на Александра Спасеска, така. И сега од тука би влегол во муабетов што би го имале. Што ова награда, сега колку и да звучи клише прашањево, значи за тебе, ама и ме интересира како гледаш општо на ваков тип на награди, признанија и колку сметаш дека тие влијаат на твојата понатамошна работа, ама и колку даваат некаква релевантност на ова сега што го работиш, што го пишуваш и така натаму. Па искрено не размислував пред да ја праќам збирката, не беа ни плански пишувани песни или циклуси, туку имав и претходно пишувано, ама некако кога дојде моментот за праќање на збирка и го видов конкурсот, немав досега, мислам прв пат праќав тогаш и баш Вики колешката ме поттикна да си го пратам и вика од каде знаеш, можеби ете некако ќе те насочи за понатаму и вика ако ништо друго мора да се ослободиш за да им даваш на луѓето да имаат допир до тоа што го правиш, зашто прилично бев затворена, зашто доста долго пишував и сите ракописи што ги имав од факултет никаде не ги праќав, не ги објавував и сватив дека пак доаѓа некое време кога мора да излезам од таа лушпа во која што сум се чувала затворена, иако не сакав да брзам со тоа и сакав прво да почнам да праќам на некои помали конкурси, да не праќам веднаш збирка, ама ете некако така се случи и баш таа година ми беше пресвртна не само за поезијата или за прозата, туку едноставно нешто ми се случи што уште не можам да го дефинирам. Некако почнав да гледам поинаку на работите и баш ми дојде моментот кога сватив дека ете време е да направам нешто и време е да си дозволам да имам прва збирка, да имам прва проза да напишам, затоа што до тогаш се си велев дека не сум можеби доволно добра. И токму затоа баш таа награда ми направи да се чувствувам дека сум на вистинскиот пат. Плюс многу ми значи затоа што сепак Анте Поповски го знаеме и како име и како дело. И ми беше големо изненадување и особено ми беше многу значаен моментот на доделувањето, затоа што не сум била претходно во таква, да речам, свечена атмосфера, каде што сите очи се така вперени во тебе, сите чекаат да им прочиташ нешто и се воодушевени од тебе и од тоа што го правиш.
Така што, ако за значење, јас кога ја зборував на настанот, кога кажував, нели, кога ја примав наградата, ја споредив со алтаните и често пишувам за тоа и често се враќам на некои семејни работи и вредности кога творам. Баба ми како дете ми даваше алтани за нели алтани што се носат на носијата всушност, на народната носија. И ни ги дава за среќа на мене, на сестра ми и братовчедите, сите си имаме по едно алтанче и си го чуваме за среќа, мора да го носиш постојано по тебе. И баш таа награда зашто и златникот е во некоја таква форма со ликот на Анте. И баш реков дека ми значи речиси исто колку што ми значело и алтанот и дека ми носи среќа и мислам дека тоа е најдоследно што можам да опишам што тоа значи за мене. Јас не стигнав на настанот, бидејќи се поклопувавме во исто време со Скопски поетски. Да, се сеќавам. Ама се радувам вака што имам прилика и да чујам самиот настан како поминал. Станува збор за збирката Болопадание. Да. И сега, бидејќи ја немам прочитано, бидејќи не е уште излезана, но тоа што успеав да прочитам од изборот поезија што го објавивме на Бета, и од она што го слушнавме на поетска епизода во декември, имам од прилика некаква представа за каква поезија станува збор, но ајде би тргнал од самиот наслов. Бидејќи и на романот Ронлева, насловот ја има таа повеќезначност, за која изборувавме и неформално, за која ќе збориме и малку подолу во муабетот. Но што значи болопадание? Како ти гледаш на болопадание како збор и зошто е тој изборот за насловот на збирката? Искрено ми дојде, како и многу работи, што поголемиот број од поезијата, па и во прозата вклучив многу работи од мои сонови. И така некако и збирката Ноќта пред да ја пратам, и мислам не беше баш ноќно сонување, туку беше дремка, лето беше и се сеќавам дека бев надвор на терасата, имам лулашка и си се лулав и така заспав и баш бев со хартиите во рака што си внесував некои корекции. И кога станав некако ми дојде така како звук. Повеќе ме асоцираше на ридание. Ридание е стар збор за плачење всушност. И така некој спои на болката и на падот, затоа што за тоа често зборувам, нели, за таа потреба на човекот постојано да талка, да паѓа и да бара. И интересен ми е тој склоп на пат, затоа што асоцира на пат на талкање, на лутање, на лунзање, а истовремено и на пат во смисла на паѓање. И можеби така некоја склопка од сето тоа и секако болката е неизбежна, затоа што мислам дека без тоа суштинско страдање не мора да значи дека нас нешто не се случува за ние да страдаме, туку таа некоја поетска меланхолија, мислам дека е нужна и дека е неизбежна, дека без неа не може да се создаде песна со чувство и затоа баш ја одбрав болката. Ама во главно беше од сон и затоа не сакав да експериментирам, да ставам нешто друго и ми е драго што е кованица. Ронлива не е кованица, ама сепак е не толку чест збор и тие ми се подраги, не со цел да наметнам сега дека нели текстот е различен или инаков, туку едноставно да си го одбележам како нешто од мене создадено, да е исчистено од некои туѓи влијанија. Во самиот наслов го има тоа некое чувство на духовност. Нешто што е често во поезијата на оваа млада генерација поети која се појавија сега. Некои теми кои се поврзани со Бог, без разлика дали тоа е сватено во некаква философска или во некаква религиска смисла, духовни теми, генерално и религијата е присутна тука, секако не зборувам само за христијанската религија. Кажи ми колку тие теми ти се тебе блиски, колку тие теми ги има во болопадание. Бидејќи искрено кога го слушнав насловот прв пат и кога ја видов одлуката на жирито, ми даде некаков таков звук, дека оди збирката во таа насока. Тоа ние во сите тие форми од типот на богојавление и слично,
или осветление, баш таа форма и ние всушност дека не може нели да се одвоиме, не може да се наречеме дека сме еден човек затоа што ние нели сме нешто повеќе од тоа со сето наше минато искуство, не зборувам минато од типот на нешто што ни се случило нас во нашето лично минато во ова тело што сме сега, туку зборувам за душата која што нели постојано кружи, на тоа ме алудира. И токму затоа баш таа форма на збори мене ме асоцира или на нешто духовно и многу ми е драго што не само ти, туку и некои други што имаат допир прават дистинкција помеѓу тој однос не кон Бог како религија, како христијанство, туку кон Бог како нешто што е над нас, што не може да си го објасниме или седржателното, севишното и баш тоа ми беше како идејата. филозофски концепт. Да, како филозофски концепт. И мојот однос, баш тоа го размислував претходниве денови, дека ја препрочитував првата збирка што ја спомнавме, значи таа ми е пишувана уште од 7-8 години, само што научив да пишувам. И многу е смешно зашто многу долго не знаев некои букви да ги пишувам. И личат така некако исконски кога ги чита човек. И гледам дека натаму сум била многу свртена кон Бог и кон религијата и веројатно е тоа така зашто како деца уште не може да си објасниме некои работи, например смртта на блиските или на дедо ми конкретно тогаш во тој период и како најприфатлива варијанта ни е тоа да веруваме дека има некој што е однапред ни го определува тоа. Мислиш дека на тоа се должи и целото осврнување кон тие теми, немашам да речам на една цела генерација, но на повеќе луѓе од една генерација да се свртат кон тие теми. Мислиш дека тоа се должи на баш ова што го зборуваш? Не мислам дека е конкретно на тоа, затоа што баш тоа ми беше зборот дека со текот на животот почнав нели да се, мислам како што созреваме, почнуваме да се колебаме во тие концепти, плюс имаме различно влијание, цело време запознаваме нови луѓе, ама гледам дека како што проаѓа времето, така се навраќам баш на тоа што сум мислела уште кога сум била дете, што ми е малку необјаснливо зашто од една страна созревам, а од друга страна се враќам на нешто што сум била претходно или што сум го мислела претходно. Ама не можам да си објаснам на што точно се должи тоа, ама ете како некоја продуховеност си доживеав, едноставно мислам дека човек нема избор дали ќе верува во тоа или дали нема да верува, туку едноставно ти доаѓа при тебе и баш како некој вознес, зашто затоа ја спомнав и годината, веројатно нешто ми се случило што ме одбележало и што ме натерало така да гледам на нештата или да можам да го видам тоа нешто што не може да си го објасниме во природата, во дрвја, во птици, во се нешто, затоа што успевав некако да се преобразувам и се уште го правам тоа, мислам буквално за да можам да зборувам за дрвото, нели мора да сум дрвото, или за птицата или што и да е, или па дури за не само за физички работи, туку и зборувам и за духовни, например, за да може да зборувам за гревот, мора јас да го почувствувам тоа на себе и да сум во телото на еден, сега мислам лошо звучи, ама во телото на еден грешник мора да бидам за да знам како тоа да го изнесам на хартија, така што се уште немам објаснување за тоа, ама ете како некое будење, може така да го кажам. Не знам дали треба да чепкаме во ваков момент некои од овие теми, ама ќе чепнам бидејќи ме интересира, а и се поврзува со муабетот, бидејќи и е дел и од самиот, како тема дел од самиот роман. Пак ќе те вратам на Бог и ме интересира како ти лично го дефинираш. Мислам, тука влегува и прашањето околу и религиозноста и дали го гледаш во некоја спиритуална енергетска смисла Бог, дали го гледаш, дали ти интересира како философија од религијски аспект? Да, и баш годинава и можеби и тоа и на тоа се должи тоа што нареков како будење, пречитувањето на Библијата или некои слични ракописи што алудираат на тоа.
Мислам нормално и тоа мислам дека се чувствува и во самото пишување, нели дека веруваме сега не само како спиритуалност, туку како нешто што е дел од нас, во секој од нас, и затоа што мислам и дека во секој човек си има, во секое наше делче си има други делчиња од нас, и некако и така го замислувам тоа. Секако сите си имаме некоја замисла за тоа како изгледа, ама многу поретко размислувам како изгледа тоа. Иако ми влијае и уметноста, нели, што често ја зборуваме, и целата слика што ни оставаат, например, без разлика кога гледаш некое дело или кога ќе стапнеш во катедрала, едноставно го чувствуваш како присуство. Затоа што е интересно, во него ја гледам таа контрадикторност, нели, на отсуство и на присуство, затоа што не го гледаме, ама можеме да го почувствуваме и токму како чувство и го гледам тоа повеќе на тој начин. Да, па те прашувам бидејќи на пример јас кога пишувам, па и кога читам и поезија и философија, сакам дискусија околу Бог. Ама овој момент што го зборуваш на некакво чувствување или на некаква осет за присуство на Бог не го имам, не го чувствувам, и секогаш ми е интересна таа контрадикторност, дека ме интересира во теорија и во книжевност, но на некаков практичен, ако можам да го наречам, аспект, не го отчувствувам. Јас си го чувствувам како баш тоа што го спомнав, нели, со присуство и отсуство. И особено го анализирам тоа чувство и пак ќе ги кажам со новите, ама стварно ми се огромен дел од секојдневие, например, тоа е искушување што го доживувам, например, во соновите, и морам да си го објаснам преку тоа некое присуство, и кога ќе се разбудам, например, од таков сон. Например, во романот баш го запишав тој, не знам дали се сеќаваш, за барањето на ракавицата, затоа што, нели, според Библијата имаме патот на десната рака и на левата рака. И сега баш тоа искушување дека некој глас што мене ме води низ шума и јас треба да ја барам левата ракавица и да ја ставам на левата рака, и јас одбивам да го правам тоа. И не можам да си го објаснам тоа на поинаков начин, и кога ќе се разбудам, тоа се присутно чувство ми е многу силно и не можам да го негирам, едноставно морам да го осетам на себе. Ама можеби подобар збор отколку присуство би било вечност, како нешто што е трајно и што ќе трае повеќе од тебе. И многу ми е интересно, и ви како македонистка, дека зборовите играат многу голема улога во самото тоа и е толку неизбежно, например, да речеме доверба, нели, повеќе го користиме зборот како меѓучовечки, нели, дека јас имам доверба во тебе, ама кога станува збор, например, за Бог, велиме верба, односно тоа до што некако определува временски, нели, викаме до некогаш или до таму, просторно временски го определува, тоа го нема кога зборуваме за нешто што е над нас. И затоа мислам дека во тие некои малечки работи може да се осети токму таа вечност и тоа цело окружење или совршенство. Го доживувам како совршенство Бог и како нешто што нам не ни е дадено, и затоа го споредувам многу често со кругот и сите тие кружни елементи што се дел, нели, од црквата или од сводот, од куполата, нели, од горниот дел на црквите и сето тоа. И сега мислам во моментов ова сега докато го зборевме, не сум го размислувала дека можеби ете како визуелно го замислувам нешто како круг или како нешто совршено. Да, кога зборуваш за соновите, веројатно треба да отвориме тема за Фройд, ама нема да го правиме тоа. Ќе те вратам на поезијата. Знам дека во моментов го преведуваш или пробуваш да го преведуваш Едгар Алан По. Па ме интересира каква поезија сакаш да читаш. Каква поезија читаш? Кои автори од таа некоја класика ти се омилени? Па дефинитивно романтичари. Мислам, си имаме периоди, не знам тоа дали само мене ми се случува или на другите, имам периоди кога има одреден правец или одредени поети што ептен ми се залепени за срце, ама еве во последниве неколку години тоа се романтичарите. Мислам, многу ги сакам Рилке, Цветаева. И сега Едгар Алан По ми дојде, мислам, нели, повеќе тоа готика,
И тоа е исто како и поезијата, мислам дека и препевувањето ти доаѓа на ист начин како некој вид на инспирација, на момент, затоа што и кога ги препеувам, например ја читам 2-3 дена, читам само истата песна и ништо друго. И од кога веќе ќе ми влезе нели во глава, седнувам пред празен лист и ја препеувам без да гледам во оригиналот. Затоа што како второстепено некое создавање. И сега го поврзувам дека во моментов не си давам за простор да читам нешто поинаку, затоа што сакам сосем да навлезам натре во неговата поезија и не си давам простор да читам нешто друго, така што овие следниве месеци сум целосно предадена на Ама тука си се рилке, не го давам за ништо. Колку препејувањето е создавање на нешто одново? Тоест не одново, колку е создавање? Па не можам да кажам целосно, затоа што сепак не треба да се ставаме кога се препеува, мислам дека тоа е важно да се ставиме ние на второстепени, да не мислиме дека ние го правиме тоа одново, затоа што не е така. Ама треба целосно да се внесеме како да пишуваме нешто свое, ама во секој момент да внимаваме, нели, да не му наштетиме некако на текстот, и мислам дека е многу голема одговорност. Не само за поезија, туку и за проза, затоа што ниту еден автор, особено од големите автори, од класиците, никој не става ниту еден збор случајно, особено кај е интересно, нели, што има сепак постегната форма. Не е таа, например, како на Витман, што е во слободен стих, па пак има малце поголема слобода во тоа, ама кај има и рима доста, и гледам да е доследно до оригиналот, ама да се почувствува тоа вдахнување, и мислам дека тоа е моментот што треба, не се зборовите, туку вдахнувањето, да се обиде човек да го почувствува онака како што се чувствувал кога го пишувал, иако е многу тешко тоа, можеби недостижно, ама сепак е еден обид, така што никогаш не може да биде оригиналот 100% ист со преводот, ама сепак тука треба само целосно вложување, и тоа ми е многу важно, да не се чувствуваме дека ние создаваме нешто, туку едноставно се обидуваме да го пренесеме она што е веќе создадено. Да, те прашав ова бидејќи не знам кога сум зборувал со преведувачи и со препејувачи и на класици и на современи автори, некако како поделени да се мислењата околу ова, затоа и те прашав, бидејќи што знам има преведувачи кои целосно го доживуваат тоа и како личен процес, малтени исто како создавање на свое дело. Покрај овие класици од светската книжевност, што од македонска книжевност читаш? Па сега во последно време сватив дека треба навистина да се посветам на македонска книжевност. Откритие, баш и ти ги спомнав од кога разговаравме, нели, за тоа кои ми се книги на 2023-та. Ана Аврамовска ми е навистина книжевно откривање, и ние и двете, затоа што кога го објавуваше романот кај нас во 3, и ние некако се зближивме, и самото мислам ја гледав како таа самата се менува во процесот на создавање, додека пишуваше, и некако тие слични фази се најдов на иста бранова должина како јас од после кога го пишував романот. Водни тела ми е навистина едно од подобрите на нашата сцена. Исто и Живко го читав, Гроздановски, со писмата за Глорија, исто ми беше многу интересно, затоа што и Живко има доста референции, а јас сакам кога читам и кога ќе се пронајдам во нешто што јас сум читала, или не мора тоа да е само книжевно, може и да е музика, например. Така што нив двајца би ги одвоила сега за сега, ама тука си се, нели, ако зборуваме за современа ме праша, или за И едното и другото, едното и другото. Мислам, тука си се, нели, неизбежни, пример, Радован Павловски, Блаже Коневски, сите тие. Славко Јаневски ми е доста интересен со оној што му е, нели, опусот за надреалното, не знам дали го имаш читано. Треба тоа да го препрочитам, зашто го имам читано уште одамна, мислам дека беше средно, и вака ми е останато само некои слики, како да читам готика од многу старо време, а всушност е нешто наше. И мислам дека треба подобро да си ги запознаваме нашите автори, особено некои што им се така помалку извикани дела. Колку мислиш дека тој третман на македонското општество
кон македонските автори е доволен, колку мислиш дека има реално некаков посебен третман и на класиците во македонската книжевност, но и на современите автори. Па дефинитивно нели секогаш треба уште повеќе малку да се стават во да се осветлат малку повеќе за да се читаат, зашто можеби зависи и од кругот, затоа што нема воопшто чувство дека се чита домашна литература, ама па после тоа кога бев на факултет сватив дека не е баш се така црно на бело. Ама дефинитивно треба нели тоа малку повеќе да се доближува, во смисла не само да ги читаме, туку треба малку повеќе да се организираат настани и слично, ама мислам дека и тоа е заживеано. Мислам дека последниве 2-3 години има доста активности, ете и сега кога беше нели заокружување за Ацо Шопов или претходно за Конески, има доста и луѓе што си пишуваат поезија, што си објавуваат, што претходно не беше таков случај или јас уште не бев доволно запознаена со тоа. Ама во секој случај можеби ете преку некој настан или анализи и слично, може тоа повеќе да се доближи. Со тоа што и сега не е веќе толку тешко да се најдат, зашто јас на времето, на пример, кога се запишував на факултет, многу беше ретко се на старо издание, но многу тешко се наоѓа. Сега гледам дека се прават и реизданија и тоа се влијае секако. Со тоа што имам чувство дека еве ние дека сме си во тој некој книжевен круг, повеќе имаме допир, ама некој што не е во тој одсек, мислам дека се релативно неинформирани луѓе тоа што се случува. Тоа и често го мислам и го зборувам со луѓе, дали генерално интересот и за култура воопшто не изгледа како да е голем интерес, поради тоа што се движиме во тие кругови, или пак навистина има реално некакво заживување на сцена. Мојот став е дека има реално заживување и дека книжевните настани се, особено сам сега бидејќи сме фокусирани на книжевност, зборувам за книжевните настани, се посетени, има луѓе кои ги интересира, кои доаѓаат на промоции, кои доаѓаат на читање, кои доаѓаат на книжевни и поетски фестивали. И баш тоа што го кажуваш, мислам дека последниве години, особено годините овие во пандемија и после пандемијата, некако како да ни дадоа малку и време и простор за да работиме на она што никогаш стоело и поради тоа што сме немале време, сме го завршили и мислам дека и на тоа се должи многу ова активирање на културната сцена воопшто. Што мислиш за ова? Па, мислиш на делото дали има разлика помеѓу пред или по... Мислам, не знам дали е тоа... Не знам дали така можеме да гледаме, ама баш ова околу, бидејќи се движиме во кругови каде што не интересира култура, дали има реален интерес или тоа е повторно само на еден мал круг на луѓе? Па имам чувство дека не е само, бидејќи те прашувам и како уредник во ТРИ. Кај нас, на пример, еве од гледиште на ТРИ, на пример, затоа што годинава нели ни дојдоа и нови имиња, Румена Божаровска и Лидија, и двете што се одлични авторки, стои за Венко има доста интерес, ама мислам дека се по-скептични кога станува збор за некој автор или за некој дело што не е толку познато. Но сепак има луѓе што, на пример, си влегуваат во книжарници што си бараат нешто што е од домашната книжевна сцена, да речем не се нели во тој одсек. Така што има зголемен интерес, ама мислам дека тоа може повеќе. Затоа што буквално треба, значи секој човек, еве правам на пример паралела и со моите што се на пример во друга сфера, со еве сестра ми се бави со архитектура и она многу се чита, ама не сум сигурна дали е тоа влијание од мене или е влијание од надвор. И мислам дека ете тој круг можеби и така се шири некако преку нас или преку познанства, преку пријателства. Не знам стварно. И јас имам чувство некогаш за настани има доста интерес, ама кога ете Венко на пример беше нели цело кино беше полно, ама сепак кога би било за некој друго име, не знам дали би имало ист таков интерес. Да, па јас се надевам дека со нештава кои ги правиме,
придонесуваме кон тоа да се прошири тој круг и да не биде кругот само од луѓе кои се во книжевноста, кои творат книжевност или кои работат во издаваштво или општо во култура. Ќе те вратам на муабетот кој претходно го правевме, тоа и го начнав малку со преводот на Едгар Алан По и таа песна која ја објавивте со Никола Пијанманов по социјални мрежи заедно со негова слика. Ме интересира како гледаш на тој однос поезија, ликовна уметност и општо книжевност и ликовна уметност. Тоа, мислам, самата таа интертекстуалност, мислам дека е многу значајна и многу ми се драги, например, песни што настануваат од слики или слики што настануваат од песни. И нели ја спомнав и музичката уметност, дека сите тие ми се, например, како едно цело. Тој однос мислам дека е нераскинлив и баш го доживувам некако надземски. Кога ќе видиш, например, некоја слика што ќе те допре и самото чувство ти прави да посакаш да создадеш нешто, да напишеш нешто, исто како што е некој миг, например, не знам, да шеташ на зајди сонце и тоа ќе ти вдахне нешто, нели, да имаш потреба да го запишеш и тоа е дури подобро кога е на слика, заради тоа што на слика можеш да го дофатиш чувството и на оној кој што го создавал. И тој однос на творец и творец, на создавач и сознавач ми е многу интересен и ми е баш како што кажав нераскинлива врска. И баш затоа и сакав и романот и понатаму нели поезијата и се да биде поврзано со уметност, затоа што и голем дел од песните настануваат, не мора тоа нужно да е нели по некоја слика, туку по чувството на некоја слика. Затоа што и додека читаме, верувам дека јас ако читам, например, твоја поезија што е создадена според некоја слика, ја имам таа слика пред мене, а дури и да ја немам видено, барем јас тоа сум го искусила и затоа ми е толку моќна таа врска. Зашто ми се случило, например, да ја читам, баш така да ја замислам во главата и после кога ќе ја видам да биде баш онака како што сум ја осетила. Тој однос книжевност, ликовна, тоест визуелна уметност, го има и во романот. На корицата ја има скулптурата Девојката што чека на Пијанманов. Каков е, сега би влегол малку по-директно во односот на твојата книжевност со уметноста на Пијанманов, бидејќи ете и во препевот и во романот, знам дека и во збирката, нели со сликата за корицата, како што ми кажа, го има постојано тако поврзување меѓу вас двајца. Што мислиш, на што се должи тоа, на некој сличен сензибилитет, кон слични сваќања на книжевноста и на уметноста? Па не би го нарекла толку сензибилитет, туку по чувство, затоа што самата, мислам, неговата уметност за мене представува нешто многу возвишено и нешто недофатливо и баш и затоа мислам дека дури се прашува во еден момент дали таа скулптура треба да стои на мојата корица, дали сум достојна јас да со овој ракопис да го имам тоа дело. Значи до толку ме остава без зборови да го кажам тоа. Не знам дали е сензибилитет, можеби е некоја духовна должина, бранова должина или некоја духовна точка што не обединила, што не направила да се чувствуваме така, ама сум му бескрајно благодарна затоа што тој мислам и на други млади уметници, не само на мене, секогаш ни дозволува да навлеземе подлабоко во она што тој го прави. И е голем поддржувач на македонската книжевност и е голем бранител и особено на младите поети и поетеси. И затоа мислам дека не знам како да, дури ми е тешко да зборувам за тоа, заради тоа што е повеќе насочено кон чувства отколку на нешто што може да се опише со зборови. Ама мислам дека токму таа скулптура ја има буквално во секоја реченица во книгата и како некој начин на таа недокажано што има самата скулптура се пресликува во самиот роман. Колку ликовната уметност генерално влијае врз тебе како книжевник и како
како поетеса и колку влија на твојата поетика? Дали можеш да кажеш дека одредени ликовни дела ти се некој вид на инспирација? Па секогаш со тоа што ако не е, например, создадено во моментот додека гледам во некоја слика, особено ги споменав и претходно и катедралите, особено тие фрески или икони, некогаш и не мора да знам, например, од кого е создадено, туку едноставно го гледам и ме восхитува и тоа чувство сакам да го пренесам како јас сум го почувствувала. Но поголемиот дел што се создадени не се, како што спомнав, не се директно гледајќи ја сликата, него се обидувам нели да го преобразам тоа чувство, да му најдам некој друг медиум. Ама мислам дека најголем број, особено од Болопадание, се создадени по тие некои, по тој мирис на цркви, на катедрали и мислам дека во еден момент додека ја читав твојата поетска збирка, дури и тој момент што го спомнавме со една моја песна со реставрацијата на душата, го почувствував и кај тебе и тоа некое просторно чувство го добив и баш и тоа нели му дава, сликата му дава некоја друга димензија на писмото, ама и писмото и дава некоја друга димензија на сликата. И така. Кога ја спомнувам инспирацијата, секогаш како врз главата ми тежат сите тие што велат дека не почнува се од инспирација и затоа и сакам да те прашам како гледаш на тој однос Платон, Аристотел, инспирација, вештина, како кај тебе функционира при твоето творештво овој судир? Мислам дека иако не пробувам да си најдам некој друг термин, зашто инспирација ми е доста извикан и доста го користиме во други контексти. Или уште полоша мотивација. Ама сепак сум поборник на тоа дека техника и вештина може да се стекне и да се научи, меѓутоа чувството мислам дека не може да се дофати. И јас мислам сепак краток е романот, ама го пишував релативно многу кусо време, затоа што во јули ми текна дека не ми се допаѓа тоа што претходно го имав напишано. И тоа вдохновение, мислам дека тој период ми се случи и почнав да го пишувам одново. И иако временски не ме плашеше тоа што немам доволно време, затоа што нели ми сепак беше обврзан со рок и си реков како ако не го стигнам, подобро нема да го фатам рокот, секако нема да објавам нешто што сметам дека не сум подготвена да го пуштам, затоа што е многу интимно, не знам, веројатно и другите автори си го доживуваат тој интимен процес баш како на раѓање, како да пушташ нешто од себе и одеднаш сите имаат достап до тоа, ти што си го чувствувал. И што сакав да ти кажам за создавањето, за инспирацијата, сакав да најдам друг збор, од преска се обидувам, ама не ми текнува. Вдохновение, мислам, Платоновиот збор е баш е вдохновение. Баш е соодветен. Тоа сакав да го кажам за создавањето, дека јас во ниту еден момент не седнав и да речам дека еве сега ќе пишувам или навистина не ми е јасно кога велат дека имаат например дневно сатница кога треба да седнат и да пишуваат. Па да, и мене тоа ми е чудно, или автори што велат дека секој ден мора да се напише по толку и толку, или не знам, барем 2 стиха да напишеш, ама си напишал нешто. Јас не гледам на тоа така. Јас сум против тоа. Зашто јас цело време се шетам со бележниче и кога ќе успеам да фатам некој момент, некојаш значи возам да речеме со точак, ќе застанам и ќе видам птице и буквално се обидувам да фатам белешки, потоа тоа може да се направи, нели мора некако да го преобразиш во текст, ама сепак тој текст потекнува од некој момент што си го дофатил, кај што си се осеќал како времето да застанало. И не мислам дека може плански. Јас имав некогаш и по цела недела не пишував ни збор, затоа што едноставно не се чувствував така. Имаше неколку делови што пробав така да ги напишам и на крај ги избришав, затоа што едноставно ако ти не го чувствуваш додека го правиш тоа, нема да може никој друг нити да го почувствува, ниту има поента да го оставаш така напишан. Те прашав за овој однос, бидејќи додека те читав, го добив тој впечаток дека си апсолутен платонист, ама од друга страна на промоцијата на романот, ти ја почна промоцијата со едно прашање кое ти го постави
кој ти го постави вики околу работата на самиот роман и ти рече кратење, кратење, кратење и секогаш кратење во однос на работата на самиот текст. Дали би можела да зборуваш за некаков специфичен тип на работа која ти го имаш за врзано со творењето на твојата лична книжевност? Каков е процесот? Се нема да те прашам колку време го пишуваш романот, за да не звучиме како емисиите на телевизија. Ама дали имаш некаков репер во себе изградено кога знаеш дека едно нешто е готово и еве финалната верзија? Па не, баш тоа со кратењето, всушност мислев дека често и кога ја пишувам поезијата, бидејќи во тоа кратење јас ја гледам вештината. Тоест тоа е дел од работата на она што доаѓа од инспирацијата. Па можеби тоа кратење се должи на ете тие моменти што едноставно затоа што и романот повеќе го означувам нели како поетски роман, а во поезијата не трпи да се кажано и да се објаснето. Во тој контекст мислев на тоа дека кратам, да, е вештина, меѓутоа можеби некогаш е подобро кога не би се скратиле работите, кога би биле подобро објаснети. И во тој контекст мислев на кратењето, ете некој дел како уредничкиот дел во мене посака да ги скрати тие делови, затоа што сметав дека може да му штетат на текстот, односно да го направат поразбирлив, а некогаш во херменетичноста се остава на пример на читателот простор да може да си го дополни баш целата таа идеја до неисчистени докрај состојби или недокажани зборови. Во нив е целата суштина и затоа мислев да во некој момент да не претерав со зборување, затоа што поезијата, па ете и прозата во поезија исто така не го трпи тоа. И немам инаку рамка, исто како и гледам и во пишувањето, во каков било вид на создавање, да немам рамки, да немам ограничувања и да не го правам тоа плански, туку едноставно кога ќе го почувствувам дека е крајот, тогаш е крајот. Исто и за циклусот на поезијата, откако ја затворив Болопадание, потоа ми дојде уште некои песни, си викам овие се дел од таму и кога пробав да ги ставам таму, затоа што едноставно си припаѓаат тематски, сватив дека тие веќе се на некој начин не се надраснати, туку едноставно чувството од тој циклус завршило и почнал нов, така што делото само си зборува од свое име, нема потреба јас да му наметнувам на него граници. Мислам, крајот си дојде и самиот си се заокружи и си кажа дека е крај, исто како што и почна со тој сон, заврши со привид и во моментот кога ја ставив последната точка, знаев дека тоа е тоа, дека нема потреба повеќе да се кажува, дека едноставно тој круг се затворил, почнува нов круг и така. Кога зборуваме за ова, и за твојата работа и како уредник, но и како автор, ме интересира колку студиите на филолошки ти помагаат во она што го работиш и што го правиш денес. Па целосно. Целосно? Да, и дури кога вака се присетувам на пример на факултет, си велам ми е криво затоа што јас сум тип кој што малце потешко се опушта и текот како завршив си велам леле сега да сум прва година колку поинаку би пристапила, затоа што имаме многу добри професори на катедрата и се чувствувам како недоволно да сум ги искористила како советници. И кога би можела пак да бидам прва година, би го правила тоа да извлечам максимум што можам од нивното искуство, од нивното знаење, затоа што во секојдневно во која била работа, не само за мене за пишување, туку и и зборувам за работа како уредник или во ТРИ, па и во некои животни ситуации, затоа што мислам дека ние како книжевници не може целосно да се отцепиме, иако ете јас сум во некој начин на таа секојдневна работа од 9 до 5, сепак пак се обидувам тоа да го ускладам некако да ги спојам сите тие дејства во едно и го гледам сето тоа што го научив на факултет и самото тоа чувство што ми останало од тогаш. Мислам дека во мене се роди некое друго јас, односно не се роди, туку сум успела да најдам некое друго јас.
и многу особено не само ети што ја спомнавме ликовната уметност или филмот, исто мислам дека најголемо влијание ми имаше делот со филмот кога го изучувавме и цела таа поетика на визуелно изразување ми има доста влијание. Исто и јазикот, затоа што знам дека ти не си многу по македонските правила и јас не сум за правила, ама во секој случај мислам дека колку повеќе имаш го изучуваш речникот или некои архаични зборови и слично, ќе ти биде полесно да го најдеш вистинскиот збор во момент кога нема да можеш да го најдеш и некако си го имам тоа замислено, знаеш како на пример јапонците што имаат за едно нешто, на пример за светлина, не знам како беше статистиката, имаат за светлина мислам дека околу не знам 30 збора и замисли да ги знаеш сите збори и да можеш да го употребиш тоа во секој момент и во тој аспект мислам дека многу ми влијае во изразувањето. Ќе те вратам во прва година на факултет, тоест пред тоа, што беше пресудно за изборот? За изборот, па си знаев дека сакам да студирам нешто такво. Не знаев конкретно инаку за катедрата. Мајка ми беше просветлување, затоа што доста истражуваше каде би било најдобро. Ама од секогаш знаев дека ќе одам на нешто што ќе изучува подлабински книжевноста. Затоа што од мала си читам, од мала си пишувам, не е дека тоа е нужно, има луѓе што во последен момент се одбираат дека сакаат да студираат на книжевност, ама најубавиот дел од нашата катедра е што никогаш нема некој што доаѓа случајно таму. Мислам дека никој немаше што не е запознаен што се прави, што се учи, сите си имаат некаква љубов и иако се мал број на студенти, сите си се избрани луѓе што си сакаат да си бидат таму и што секогаш се интересираат и сите тие дискусии после предавања мислам дека многу влијаат и тоа ми е мислам дека едно од најдобрите одлуки да се запишам, ама ете на мајка ми најголемото признање. Да, па добро, не си единствена што не знаела за катедрава. Мислам јас имам еден куп луѓе, па и луѓе што студираат на компаративно што претходно не знаеле за катедрата, па и јас сум еден од нив, мислам, јас за катедрата дознав на пола од другите студии кои на кои бев на филозофија и случајно се поклопивме со студенти од компаративна да слушаме естетика заедно. И така и дознав за катедрата, така и се запишав на компаративна. Делумно ми го одговори и следното прашање кое го имав некако во овој блог, очигледно си од луѓето кои од мали пишуваат и од мали читаат, бидејќи секогаш ми е тоа интересно да ми раскажуваат луѓе како мали читале и како мали пишувале, бидејќи јас не сум од тие луѓе, јас многу касно почнав сериозно да читам и да ме интересира воопшто книгата како книга. А за пишување да не правиме муавет, мислам, тоа уште многу покасно дојде. Ама ме интересира што е тоа што ти останува како некој најдраг спомен од факултет, па и предмет, професор, книга, тема. И ако кажа веќе за филмот. Да, па филмот мислам дека ми остави најмногу влијание. Многу ми се во памет првите предавања кај Маја, кога што учевме на пример за тој магискиот дел ми беше многу интересен. Или некои такви први, зашто па и кај Маја се чепкаат за тие теми за религиозност и за верување, тоа ми е баш така останато. Професор не би можела да одвојам, затоа што и горе-долу дели ги, мислам пак се истите професори се релативно сите години. Роман ми беше доста интересно кај Маја, там роман на 21 век и дипломската ми беше баш за Јурсенар. Иако ми беше кај Владимир, не можам да одвојам нешто, ама ете така како чувство или како момент би го издвоила тој период кога веќе малку повеќе навлеговме, кога се запознавме сите меѓусебно, кај Лидија романтизмот секако, зашто од секогаш сакам да зборувам за розите и за нивните трнчиња и нежни цвеќиња, ама не би издвоила ништо. Така како целокупно чувство го чувствувам и како некој момент што сум го заслужила заради тоа што во средно воопшто не се пронајдов и тоа го доживеав некако како мачење, како не можев да се поистоветам себе си таму и ова ми беше стварно како некое продуховување кога бев на факултет. Ајде,
одиме сега на тоа што е последно. Романот Ронлива го промовираше на 20 декември во барот во Филхармонија и беше преполно со луѓе. Јас дури се изненадив кога влегов, бидејќи каснев, требаше порано да си одам и само застанав до врата и до крај на барот беше преполно. Како се задоволна од самата промоција? Кога сум многу возбудена, не се сеќавам многу на нештата, така што целиот тој разговор што го имавме со Вики ми е низ магла, се уште. Од прилика знам кои теми ги начнавме, исто беше недоговорено како сега, за да може да биде нели се тоа природно, ама според реакциите на другите мислам дека се сите, мислам дека на сите им се допадна како излезе тоа. Односно луѓе, јас се изненадив заради тоа што се поклопуваше со балетот кога беше заедно со Шопов, ама некако тој термин ми беше во глава и многу ми беше мерак да биде промоцијата пред календарски да заврши есента, затоа што самата есен ми е, јас ја доживувам како лик во романот и како тој некој мегник, како некоја преодност и баш ми беше убаво што е затоа што е баш на граница нели меѓу есен и зима и затоа си го одбрав тој датум и реков сега ако некој не дојде дека се што имам да кажам го кажав нели внатре. И плюс мислам дека сум повешта кога веројатно сите се повешти кога се на хартија или кога се сами со себе пред компјутер за пишување, ама многу чувствено го доживеав убаво и тоа ми беше најважно и дека беше искрено и се што е искрено и потекнува однатре од тебе, мислам дека не може да биде грешка. Насловот е Ронлива, имаме во неколку наврати зборувано за самиот наслов и за таа игра и со сонлива и со ранлива. Но пак ќе те вратам на тој муабет, бидејќи така и ќе влеземе во самиот роман и пак ќе те прашам и за овој наслов. Зошто токму Ронлива? Што е она што те рони и дали од тоа ронење произлегува ова што е внатре во самиот роман? Па баш така и се чувствував и додека го пишував, баш како да си сронувам дел од себе, особено затоа што во самиот збор Ронлива, мислам за мене го има е вклучен тој циклус, односно тоа кружење, затоа што нешто што се рони, значи дека станува нешто многу ситно и дека влегува во земјата и од таму ќе се роди како нешто друго. И затоа ми требаше некој збор што ќе ги заокружи сите други елементи, нели затоа што е поделен романот на 4 елементи. Во таква некаква потрага на збор што ќе успее да ја долови цела таа есенска или некоја тарковски атмосфера внатре во романот. И некако со еден збор да се каже сето тоа што јас го чувствувам, ама ронењето особено што го вклучува таа ситност некако, затоа што баш се чувствував како стронето парче, додека го создавав не како нешто цело, туку како дел што создава нешто што е цело. И да, инаку тука се и сонлива, и ранлива, и некако, иако не е блиску по звучност, така некако, дали дека визуелно заради скулптурата го добив тој момент, некако бронзено го чувствувам во себе. И некако како да одзвонува и како да успева да ја фати таа атмосфера што е внатре. И едноставно, не знам, тие моменти не ги доживувам како одлучување, кога бирам како ќе се вика песна или како ќе се вика романот, него како еден момент каде што нешто ти блеснува и знаеш дека ако не го ставиш така би го изневерил во тој случај. Во романот има неколку клучни работи за кои што ќе позборуваме. Тука се и книжевноста, во случајов книжевност во книжевност. Тука и музиката како една константа која провејува од самиот почеток до крајот на романот и секако темата на љубовта која можам да кажам дека е носачка. Иако не е експлицитна љубов, сепак ја има постојано во Ронлива. Дали Ронлива е љубовен роман? Не, се надевам. Не знам, инаку можеби е... Мислам, не е ни проблем да е љубовен роман. Се додека не е љубовно романче, не е проблем. Се додека нема че, иако јас сум позната по диminutivi во секојдневното разговарање.
не го доживувам, можеби, ако таа љубов ја дефинираме како некоја надземска љубов или љубов кон вечното. И баш тоа ми беше идејата со самото тоа не користење на љ, нели, во самиот роман како убав, што е блиску по звучност со убивање или со нешто што Или носи со убавина. некаков или со убавина. Да, не знам, јас кога го читав воопшто не добив Со убивањето, па воопшто мислев не го поврзав асоцијација со на убивање. болката, ама сакав тоа да го кажам во спојот на болката и на убавото. И баш таа некоја Бодлерова естетика, на тоа мислев. И тоа во романот што го спомнувам со еден момент кога ликот Мила, кога стои на раскрсница и кога Миро и го кажува зборот љубов и таа го чувствува како, го слуша како убав, всушност ми се има стварно случај и од таму потекна целата идеја всушност за самото тоа некажување на љубов и неизговарање и навистина го мислам тоа дека се додека човек не ја почувствува вистински и внатрешно, не зборувам значи за романтична љубов, туку зборувам за таа љубов кон вечното, дека се до тој момент можеби не треба ни да го користиме никако термин, никако ни да го вклопуваме во некоја реченица, се додека не ја сватиме суштината, не дека јас ја имам се уште сватено во целост таа суштина, но го почитувам до некаде значењето што си го носи самиот тој збор. Па добро, јас тога не би се сложил, бидејќи, што знам, љубовта и сите нејзини варијации и во секојдневието и во таква некоја вечна или философска смисла сватено. Многу претерувам со во философска, ама така ми работи мозокот и постојано сакам да гледам на работите така и на таа линија ќе продолжам со следното нешто што ќе те прашам. Во текстот кој го пишував за романот и додека самиот роман го читав, многу ми провејуваше философијата на Емпедокле со љубовта и омразата како носечки сили кои владеат со тие стихии во светот. Како гледаш на оваа теза? Колку таа философија на Емпедокле е реално присутна во романот? Мислам, јас знам како гледаш, но ми интересира малку повеќе да го прокоментираме тоа. Баш многу кога го читав текстот, многу се изненадив затоа што никаде директно не го кажав, не го спомнав, мислам дека на ниедно место не се спомнува, особено нели зборувавме ние потоа дека сакав во некој момент да го споменам со бронзените сандали или некој момент што би упатувал на неговата филозофија. Не ме карај дека викам филозофија. Не, јас прекинав да се објаснувам за тоа. За тоа, добро, ќе се кој како сака слободно. И во моментот кога сами нели само си дојдат од себе како ќе ги подобам елементите, почнав подлабоко да навлегувам во тоа и баш во тој момент се јави оној сон, исто го пишав внатре, со кога сонувам како всушност купувам бронзен чадор. И тоа ми беше многу магичен момент и знаев дека е тоа дека така треба да ги подобам елементите. Исто една многу чудна случка што ја немам споменато, ама ова беше уште на почетокот, фајлот во компјутер ми беше пишан земја, воздух, затоа што таму сум стасала, нели, целиот да го опфатам и нема се уште наслов, насловот беше ептен во последен миг. И додека ми беше така пишано бев во Маврово и во моментот баш со лаптопот имаше снег се уште и наидувам на скии, на скиите пишуваше земја и воздух. И потоа се случи тоа со сонот со бронзениот чадор и некако таа филозофија се ја доживев многу интимно и заради тоа не сакав да ја ставам директно во романот како таква, како дека ја референца. Да, како референција или дека на некој начин ја употребувам затоа што сум ја доживеала на своја кожа и таа сама дошла при мене, а тие работи што најмногу ги чувствувам, гледам да ги изоставувам. Тие се тие кои што ги кратам всушност, кои што ми се толку лични и за срце што дури не сакам да ги споменувам и затоа и баш и преска кога кажав дека ми е тешко да зборувам затоа што ми е најблиско, на пример, тој однос на пример со пишувањето и со сликарството или тоа што спомнавме со самиот тој однос со Никола и слично. Ми е многу тешко да ги изразам тие емоции затоа што мислам дека тоа дека тие треба себично да си ги чуваме за себе зашто ќе најдат некој излез како да излезат на површина. Ја споменав музиката како уште една тема која
тече низ целиот роман, ја има постојано во романот и како референции ги даваш и Коен, и Ник Кейв, и Анастасија. Каква музика слушаш? Каква музика сакаш да слушаш? Колку музиката ти помага во пишувањето и колку таа рефлектира и во она што го пишуваш? Мислам дека неминовно рефлектира, особено затоа што јас премногу слушам музика и не можам да седам на пример и да не или дури да немам слушалки, да речеме, или да немам пуштено радио или касетофон или што и да е. Секогаш во заднина имам некоја песна што ми свири, што ми одзвонува во мене внатре. Исто како овој однос што го кажав со најмилите работи за кои што одбивам некако да ги зборувам и сето тоа што го кажувам не мислам дека е правилно, можеби за 2-3 месеци од сега нема ни да го мислам тоа, ама ете на пример Мизар како една група што јас најмногу ги слушам, мислам дека во моментов нив ги немам никаде спомнато на пример во романот или самото таа референца што ти ја откри ја прочита со Девојка од бронза, никаде ја нема споменато внатре. Поради скулптурата на корицата. Потаму и тргнав во пишувањето на текстот. Да, така што таа музика исто Рундек ми е многу драг, никаде го немам споменато, ама мислам дека во еден сон се чувствува таа атмосфера на некои негови песни или можеби исто и тој мотив на љубовта што пак не разделува, што го сретнав и кај тебе, инаку баш го подлеков тој момент со љубовта што не разделува од Joy Division или некои други песни. Коен морав да го внесам затоа што Коен мислам дека ми е во најголема мера најголемо влијание, ама ете и таа музика што не влегува во рок или инди или алтернативна музика, на пример како што Ерик Сати, што го спомнувам баш кога се затвора целиот роман, мислам дека тој е при крај споменат како еден тип на моја музика што многу ме смирува и ме утешува. И не сакав да претерам со споменување на сите тие работи, ама индиректно многу ми влијаат и мислам дека врз самиот ден ми влијаат и секогаш си пуштам музика според тоа како сум расположена, ама ете мислам дека тие се групите што би си ги одвоила или изведувачите или Ник Кейв, исто и Кеш на почетокот и тоа треба да го кажам јавно дека знам дека Hurt не е оригинална негова песна, туку е кавер. Зашто секогаш кога ќе почнат луѓе што се разбираат во музика и одма се надевам дека ова не е несвесно. Да знаат дека знам дека е кавер, дека не е оригинал. Имам забележано дека во многу македонски романи, особено дебютантски, дали главните ликови, дали темата или дали некако случувањата во самиот роман директно или индиректно се поврзани со книжевноста и со книжевното творење. Не знам, на пример, во романите на Петар Андоновски тоа го има, речиси во секој роман ликовите му се книжевници или актери. Кај Ана Стојановска исто го има тоа директно пишување поезија, бивање некаков вид на уметник. Кај Јулијана Величковска исто ја има тоа, го има самиот чин на пишувањето на романот внатре во него. Кај тебе во Ронлива ја имаме Мила која постојано оди во таа антикварница со книги и Миро кој е таму. И таму се случуваат разговорите за книжевност. Зошто книжевноста е толку дел од самата книжевност? Зошто имаме толку многу книжевност во книжевност, роман во роман, некаква метафикција или како и да го дефинираме? Мислам дека јас лично кога не ги градев ликовите, например да размислувам како јас мислам дека тоа изгледа, особено затоа што јас си го доживувам до одредена мера и како автофикција и заради тоа не можев да го отцепам целосно од себе си тој дел и таа потреба. Едноставно не размислував, не знам дали воопшто тоа така изгледа кога смислуваат приказни, дали прават скици, па што треба да се случи, како треба да се случи, току тоа ми е, да речам, 80% од моето секојдневје и јас навистина често си одам таму во таа антикварница, иако Миро не постои вистински, ама можеби сето тоа што сум го гледала како привиди, само го транскрибирав, да речем, на некој друг книжевен јазик.
А можеби е веројатно затоа што сакаме да бидеме целосно своја, мислам дека не можам да пишувам од името на некој друг и веројатно затоа е присутна толку, ама имам и јас забележано дека во голема мера и не само во нашите романи, туку и во главно во целата уметност често се среќава некој што е како што се всушност автопортретите на сликарите, на пример, имаш потреба да си направиш некој огледало на себе си и она што си и не она што сакаш да бидеш, затоа што јас сум многу против тоа. Ние не треба да си поставиме некој концепт за тоа што ние сакаме да бидеме или што ние сакаме да пишуваме, него едноставно нешто што сме биле пред нашето време, да го дофатиме тоа. Имаш куп книжевни референци. Јас си водев некаква не можам статистика да речам, ама запишував што од книжевност ќе сретнам тука. И тука го имаме Волшебниот рит на Томас Ман, го имаме Пруст, го имаме Кундера, Кафка. Мила на точак, мислам, го рецитира Шопов. Го имаме Ниче, Петра М. Андреевски, Вулф, Угрешик, Достоевски, Господинов и така натаму. Што за тебе значат овие дела? Дали можеме да кажеме дека на некој начин те дефинираат и како автор? Како автор не знам, не сум сигурна затоа што пред груп збор, ама колку влијаат на самото твое пишување? На два ума сум за тој момент, затоа што и се трудев кога пишував да не бидам толку предадена на читање, заради тоа што се плашам од влијание, затоа што сепак мислам дека на крајот ние сме она што го читаме и тоа ни се наталожува врз нас, ама сепак мора да не наидуваме на пречки што можеби ќе ни го пригушат нашиот глас, затоа што, на пример, еве јас сум огромен фанатик на Достоевски, да речеме, и сега не сакам да се обидувам да бидам, на пример, или да пишувам како него, туку едноставно она што како мудрост сум си го, или како чувство што сум го зела од него, да си го преработам и да си го направам на некој свој начин. Ама особено се тие референции се како голем дел од моето секојдневје, затоа што, како што кажав, целиот роман е инспириран од нешто што мене вистина ми се случило, без разлика дали е тоа физички ми се случило или на сон или во привид. И тие се како пропратни станици што во моментот ми се нашле во чувство, некако сум ги заглавила како во стапица. Дека така изгледа, не е она претенциозно расфрлање со имиња и да се покаже колку сега ти книжевност познаваш. Тоа имав страх и неколку дури и тргнав референции заради тоа што се грижев да нисам јас самата кога си го читав, да не изгледа дека јас сакам да покажам дека ова што го опишувам е претходно поддржано од некоја теорија или дека ова е така, туку едноставно јас вистина возев точак и вистина го рецитирав Шопов или, на пример, се возев во воз и навистина ми дојде на ум реченицата од Хесе, што е скроз на крајот на романот, така што тие се некако како пропратни. Особено делот со Ман ми беше многу моќен, затоа што кога ја читав Волшебниот рит, толку успеав да ги фатам, Ман успел да ми ги дофрли тие моменти. Јас вистина физички бев болна од кога ја прочитав за паралелно со како што му се влшуваше состојбата на Ханс Касторп, така и мене ми се влшуваше. И затоа имав потреба некако тие работи да ги изнесам од себе, затоа што инаку ќе ми стоја заталкани. Ама во таа смисла и драго ми е што ти си го почувствувал тоа, дека немам намера да кажам дека мене ми се допаѓа Вулф, туку едноставно Вулф во тој миг била до мене. И истото важи и за сите останати. Никола Пијанманов во поговорот, не знам дали можеме и поговор да го наречеме, но ова блурче на крај околу романот вели дека Ронлева е поетски роман и јас би се сложил со тој став, бидејќи и самиот роман кога се чита го има оној момент на куси реченици, небрзи стихови, многу метафори, изразот ти е поетски, раскажувањето е многу мелодично. Колку успеваш да ја направиш таа дистинкција меѓу Милена поетесата и Милена прозаистката и на крајот со Милена уредувачката?
Па мислам дека кога пишувам, мислам дека не комуницирам толку со Милена уредувачката, не ја слушам многу и тоа го забележав од кога почнав да пишувам, колку всушност не си ги слушам советите што обично ги давам. Од типот, например, кога нешто ќе се спомне во роман, значи дури на еден момент, потоа мора да му се навратиш, затоа што како читател, нели, постојано очекува дека тоа нешто не е случајно споменато, а јас, например, имам некои такви моменти што ги пишувам заради тоа што во моментот ми се случили или во моментот сум ги осетила и потоа не им се навраќам, така што дефинитивно не сум во комуникација со Милена уредничката, ама не можам да направам дистинкција, не знам зошто кога пишувам не можам да направам разлика помеѓу создавање поезија и создавање проза. И на самиот чин не гледам како инаков и самото чувство, можеби тоа некогаш ќе се смени, можеби не е тоа добро, не можам сама да го оценам, ама сега за сега ми е драго што е така, затоа што тоа не може да биде поинаку. Ако пробам да биде поинаку, тоа би било на некој начин присилување, јас да ја доведам во некоја друга форма, она што јас сметам дека треба да стои на тој начин. Така што нема разлика и сега за сега мислам ме радува кога ќе чујам и добив и неколку други повратни пораки дека кога читале имале чувство како да читаат долга песна. И тоа ми е драго затоа што јас додека пишував имав чувство како да пишувам само една долга песна, а не роман. Да, и тоа се чувствува многу, а јас многу сакам кога роман го има тоа поетско во него самиот. За крај, сакав да те прашам да ми издвоиш роман и збирка која во 2023 ти остави најголем впечаток. За роман и ми кажа околу водни тела на Аврамовска. Од домашните? Да, од домашната продукција. Ана и Живко и Вики секако. Иако Вики излезе сосем на крајот, ама ние го читавме и претходно. Мислам, особено тој мајчински инстинкт, што јас нели се уште го немам, не можам така да го почувствувам, кај Вики е многу изразен и затоа ми остави многу такво некое мајчинско топло чувство романот, иако релативно го доживеав емотивно и тажно. И мислам дека и Вики ми е тука меѓу тие топ 3 книги што ги спомнав од Живко и од Ана. А за поезија не знам да ти издвојам. Повеќе поезија да се чита. Да. Затоа што повеќе поезија, например, не читам толку кога ќе фатам, например, сакам да си ги делам, да речеме во моментот да прочитам неколку песни, па утре едната уште и немам чувство колку сум прочитала, каде сум прочитала и затоа ми е тешко кога некој ќе ме праша изминатава година, зашто за мене изминатава година е од вчера до почетокот на човештвото и немам некоја дистинкција кога било, што било. Но ете, можеби заради Антевото перо, можеби можам да го одвојам Анте со светите песни, со света песна. Мислам дека тој опус би го одвоила, затоа што кога ми придаде некако на значење неговата поезија, односно нели индиректно со самото тоа доделување на Златникот и почувствував потреба да се доближам до неговото писмо, така што ете домашните можеби него би го одвоила. За крај сакам и еве да најавам, бидејќи уште не е официјално најавено, дека на настанот кој го организираме за 4-тиот роден ден на култура бета, ќе имаме уште еден разговор само за романот Ронлива, ќе направиме некакво представување на романот и ќе може да се дојдат луѓе да позборуваат и со тебе, да им потпишеш примерок, така што ете го тоа како информација за крај. Имаш ли нешто што сакаш да додадеш? Што мислиш дека, не знам, не те прашав, имаш потреба да си го кажеш? Имам потреба само едно фала да кажам за се и за сето ова ангажирање, затоа што знам дека е од срце и кога е нешто од срце мене безмерно ми значи и тоа, само тоа сакав да го додадам. Фала ти многу. Тука завршуваме и фала ти уште еднаш што ја отворивме втората сезона на Бета Муабети со тебе. Вас, пријатели, ве поздравувам. Следете на социјални мрежи, читате на kulturabeta.com и дојдете на настаните што ги правиме. Се гледаме.